Добар ден, почитувани. Следите најновата Телма амбуланта. Анксиознота е се поприсутна појава во денешниот живот со брзо темпо. Стресот на работното место, предизвиците во приватниот живот и другите фактори што предизвикуваат напнатост придонесуваат се повеќе луѓе да посегнуваат по лекови за смирување, сметајќи дека се корисна алатка во управувањето со менталното здравје. Но нивната неконтролирана употреба може да доведе до бројни несакани ефекти. Кои активни супстанци се најчесто барани и зошто? Каква е улогата на фармацевтот кога станува збор за советување околу лековите за смирување? Ќе ја прашаме денешната гостинка Билјана Божиновска, фармацевт. Како и досега, емисијата ќе биде контактна, значи ќе оставиме простор да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за лековите за смирување со Билјана Божиновска, фармацевт во Анифарм. Билјана, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Благодарам, Марија, и благодарам за поканата. Што точно подразбираме под лекови за смирување? Каква група на лекови се ова? Дали го смируваат само мозокот или пак и телото? Така, секако лековите за смирување се лекови кои што треба да го релаксираат целото тело, не само мозокот, туку делуваат и на мускулатурата, заради тоа што самиот момент на анксиозност или вознемиреност е пропратен и со голема мускулна напнатост. Па затоа препаратите и лековите кои што се наменети за смирување не делуваат само на нервниот систем, туку делуваат и релаксирачки на мускулите. Знаеме дека има седативи, има анксиолитици, хипнотици, па која е разликата помеѓу овие препарати за смирување? Така. Анксиолитиците се лекови кои што делуваат смирувачки и многу често се испреплетени зависно од дозата, затоа што малите дози, значи на лековите може да делуваат како анксиолитици, односно да делуваат смирувачки, меѓутоа земени во поголеми дози, истите тие анксиолитици стануваат седативи. Односно седативи се лекови кои што освен тоа што овозможуваат релаксирање и намалување на напнатост и вознемиреноста, истовремено доведуваат и до седација, односно поспаност кај пациентите, кој што особено мораме да ја кажуваме како еден од ефектите на овие лекови кај луѓето кои што возат, кои што одат на работа, бидејќи кога седацијата е присутна, дефинитивно се намалува и работоспособноста кај овие пациенти. Што од сето ова, кои од активните супстанции најчесто се користат кај нас? Бидејќи можевме да прочитаме дека бензодиазепините максимално се употребуваат кај нас, така. масовно. За жал, точно диазепамот. Така, диазепамот се во групата на бензодиазепините и тој има најголема и најмасовна употреба и дефинитивно тука како здравствени работници, почнувајќи не само кај матичните лекари, туку и ние фармацевтите во аптеките, мораме да посочуваме дека сите лекови кои што се наменети за смирување не смеат да одат кон долготрајна употреба. Зошто е тоа така? Затоа што со текот на времето се јавува толеранција кај овие лекови, односно ако дозата од 2 мг во почетокот на диазепам била доволно пациентите да ги смири, со текот на времето оваа доза станува премногу мала, па имаме потреба од зголемување на дозата, односно ефектот на самиот анксиолитик се намалува. Меѓутоа не само тоа, туку се додека не делуваме на причината од која што доведува до вознемиреност, ние не го решаваме проблемот. И затоа сите овие лекови кои што се наменети за смирување се дефинитивно наменети да се употребуваат во точно ограничен временски период. Што значи тоа? Колкаво е безбедното време траење на нивна употреба? Сепак е тоа индивидуално зависно од висината на стресот и зависно од самата особа, заради тоа што имаме некогаш и доволно 1-2 дена кај одредени пациенти, нели да се намари вознемиреноста, а во дадена состојба каде што имаме некој голем стрес или континуирано стресот можеби е предизвикан од одредена работна позиција, тука имаме потреби подолгорочна употреба, меѓутоа секоја употреба подолго од месец или 2 месеци преминува веќе во една хронична потреба за овој анксиолитик кој што дефинитивно не го решава проблемот, туку треба решението да се набара на сосема друга позиција, на друга страна. Колку често во аптеките доаѓаат пациенти кои што бараат лекови за смирување без рецепт?
Многу често доаѓаат, меѓутоа она што е најважно е што ние во денешно време веќе во аптеките имаме голем број на додатоци во исхрана кои што се во делат како природни препарати, кои што можеме да ги препорачаме кај пациентите, меѓутоа секогаш кога даваме препорака мораме да имаме во увид како фармацевти дали тој пациент зема одредена хронична терапија, дали тој пациент веќе на одреден лек кој што е за смирување. И дефинитивно тука е многу важен настанот и каква е позицијата на фармацевтот во правилното советување кај овие пациенти. Секогаш велиме дека многу често не е само емпатијата која што ние треба да ја покажеме кон пациентите, меѓутоа и конкретно преку отворен разговор или интервју да дојдеме да самите пациенти, односно луѓето кои што се од другата страна на рецептурата, дојдат до одредени заклучоци, односно дека континуираната и хронична употреба на овие препарати не доаѓа и не доведува до реално решение. Туку секогаш треба да ги освестиме, да отворено размислат за причината на нивната вознемиреност и како токму на таа причина можат истите тие да делуваат. Но како реагирате кога пациент постојано доаѓа во аптека и бара едно исто средство за смирување кое што знаете дека го злоупотребува? Веќе регулативата наметнува да овие лекови ги издаваме исклучиво на розова рецепта или на рецепта која што иде на товар на фондот. И тоа возможи подобра контрола? Контрола, одлична контрола возможи и верувам дека свеста и кај голем дел, поготово кај младите пациенти е особено развиена, така да преку препораките кои што ги даваат и матичните лекари, меѓутоа и ние фармацевтите успеваме понекако да ја зголемиме свесноста дека злоупотребата на овие лекови води кон некои други хронични заболувања, бидејќи лекот како лек не би бил лек доколку нема и некои пропратни несакани ефекти. И дефинитивно младата популација денеска веќе која што е работоспособна, а која што постојано има огромен број предизвици на работната позиција и во семејствата, секогаш имаме опција да дадеме препорака на природен препарат кој доколку немаме ефекти или не делува, секако се насочуваат пациентите кон матичните лекари каде што доколку е навистина потребно овој лек за смирување како од групата на бензодиазепини, истиот се препишува на рецепт, а понатаму се издава во аптеките. Дали се препишуваат различни лекови за смирување кај возрастните, постарите лица и кај младите? Секако дека се препишуваат различни, заради тоа што многу зависи и од самата здравствена состојба кај пациентите. Ние велиме дека во денешно време имаме избор на голем број додатоци во исхрана кои што делуваат на оваа здравствена состојба и вознемиреноста, што не беше случај пред некои си 15 години, каде што единствениот избор како лек за смирување токму беше диазепамот, односно лекови од групата на бензодиазепините. И заради тоа сметам дека кај овие пациенти кои што веќе имале хронична терапија или биле на некој од овие лекови за смирување, кај нив додатоците во исхрана не можат да го постигнат својот максимален ефект, затоа што веќе телото е навикнато на некоја лек или хемиска супстанца која што ќе го овозможи моментот на релаксација на мускулатурата или опуштање на нервниот систем. Заради тоа различна е дозата и дефинитивно кај пациентите кои што се веќе над 75 години треба да се размислува доколку одреден лек за смирување не го пројавува својот ефект, значи матичните лекари или специјалистите го менуваат со друг наместо да ја зголемуваат континуирано дозата на овој лек. И затоа секогаш велиме дека индивидуалниот пристап и она комуникација, конверзација со пациентот е нешто што ни дава правилни насоки и на нас фармацевтите да го дадеме советот дека пациентот не треба да ја зголеми дозата, туку треба да се обрати кај својот матичен лекар па да се смени типот на лекот, или пак доколку имаме состојби каде што пациентот и се жали на одредени маморолог, значи вознемиреност кој што и понатаму се јавува покрај тоа што е земена терапијата, дефинитивно повторно насоките и препораките да се обратат кон матичните лекари, а понатаму кон специјалистите е она што како фармацевти можеме најправилно да го посоветуваме. Колку често пациентите ги комбинираат лековите без да се свесни за можниот ризик? Многу често. Ние сме сведоци за се почеста полифармација, односно не само што се зема хронична терапијата, туку се земат и голем број додатоци во исхрана, каде што дефинитивно можноста за интеракција и несакани ефекти е се поголема.
И затоа треба почесто кај овие пациенти да освестуваме и да бараме барем на 2 до 3 месеци да се направи ревизија на целосната терапија што пациентите ја земат и секогаш да даваме солуција, опција кога даваме препорака на одреден додаток во исхрана како фармацевти, секогаш да прашаме што во тој момент тој пациент веќе прима, затоа што не секогаш и се сеќаваат, поготово постарите пациенти, што се земат во терапија и што се земат како додатоци во исхрана, па не е лошо да повикаме да со сите лекови од својата аптека, домашна аптека, дојдат кај нас и повторно да направиме правилен менеджмент, односно правилно советување како е најдобро таа терапија пациентот да ја зема за да имаме подобар ефект во третманот. Не само на вознемиреноста, туку и на сите останати хронични болести. Која комбинација со лекови е најризична кога станува збор за употребата на средствата за смирување? Комбинација имаме различни, значи освен анксиолитиците, тука се и антихистаминиците, кои што особено во овој период кога почнуваат алергиите се многу често употребувани, бидејќи самите антихистаминици знаат да го потенцираат ефектот на седација и кај овие пациенти освен тоа што ќе доведат до намалување на вознемиреност и седација, кај некои дури може да доведат и до хипноза, односно пациентите многу потешко да се побудат од сонот и дефинитивно тука пак ќе напоменам хипнотици се во основа лекови кои што предизвикуваат правилен сон кај пациентите, најчесто се даваат кај оние пациенти кои што патат од инсомнија, односно имаат несоодветен сон, сонот кратко трае или многу често се буди и мораме секогаш да посоветуваме дека седативите, односно анксиолитиците не треба да се користат како хипнотици, бидејќи постојат посебна група на лекови кои што се наменети токму за овие пациенти кои што не можат навечер лесно да заспиат и повторно и тие мора да се контролираат, секогаш се почнува со што е можно помала доза во терапијата и доколку има потреба од зголемување на дозата, тоа не смеат пациентите да го прават на своја рака, туку секогаш во советување со своите матични лекари или специјалисти. Ризично ли е пациентите што пијат лекови за смирување ако се напијат чашка алкохол? Да, и алкохолот е дефинитивно, значи оној кој што го потенцира ефектот на лековите за седација и смирување. И секогаш велиме дека алкохолот не сме да се комбинира и да се зема паралелно со овие лекови, заради тоа што и едните и лековите за седација и самиот алкохол се метаболира во црниот дроб и дефинитивно причината за покачувањето на оние хепатални или црнодробни ензими е многу поголема, каде што се стимулира ефектот на лекот, значи пациентите повторно велиме ако лекот го земале за смирување, може да тој лек како анксиолитик има дури и седативно дејство, да намали работоспособноста и истовремено и управувањето со возило и дополнително да направи поголемо оштетување на црниот дроб. А што е со оние лекови за смирување кои што се од новата генерација? Дали те имаат помала шанса да развијат зависност кај пациентите или пак овие сите негативни ефекти што ги набројавте? Па сите негативни ефекти се горе-доле присутни, иако фармацијата оди кон тоа да се сепак земаат, односно да се синтетизираат лекови кои што ќе имаат што е можда помалку несакани ефекти, сепак тие несакани ефекти се присутни помалку или повеќе и да не заборавиме од сепак оној секогаш велам индивидуален пристап, затоа што сите ние како луѓе имаме одредени генетски предиспозиции или одредени хронични заболувања, па доколку еден лек кај еден пациент има максимален ефект со минимална доза, кај друг пациент нема да го пројави тој ефект. И затоа секогаш велиме дека кога се воведува терапија, па дури да е тоа одреден анксиолитик или препарат за смирување, треба да се воведува постепено со најмали дози, па дури исто така постепено и да се отстранува од терапијата, бидејќи секое нагло прекинување на терапијата кај пациентите доведува до влошување на здравствената состојба. Така да тука исто мораме да апелираме како фармацевти во правилните советувања како се започнува и како се прекинува терапијата со овие лекови. Понекогаш оние кои што чувствуваат голема анксиозност и вознемиреност посегнуваат и по антидепресивите по совет на некој свој близок. Така. Дали тие може да се сметаат за лекови за смирување? Не.
Антидепресивите не се лекови за смирување, иако многу често нели психијатрите ги комбинираат, бидејќи депресијата е пропратена и со вознемиреност, односно анксиозност, и знаат да антидепресивите паралелно се припишат и со одредени бензодиазепини, меѓутоа и тука повторно ќе напоменам и тие како и анксиолитиците и антидепресивите се внесуваат постепено во терапијата, пациентот се прати и она што секогаш треба да напоменуваме да се оди редовно на оние закажани контроли кај психијатрите и кај матичните лекари, затоа што тие контроли значат корекција на дозата и индивидуално нели прилагодување, бидејќи имаме и тука голем број антидепресиви кои што се наменети за младата популација и антидепресиви кои што се наменети за постарите пациенти. И заради тоа велиме дека здравствената состојба не е иста и не очекуваме да еден ист лек пројави ист ефект зависно и од возраста, меѓутоа зависно и од здравствената состојба на пациентите. Како да се препознаат несаканите ефекти при долготрајната употреба на лековите за смирување? Значи, првенствено пациентите и се жалат кога ќе дојдат во аптека дека лекот кој што порано им делувал веќе нема ефикасност. Тука тоа е доволен сигнал на нас како фармацевти да ни посочи дека веќе доаѓа до толеранција, веќе организмот не реагира подеднакво исто на таа иста доза и да се посоветува тој пациент нели повторно да се обрати кај матичниот лекар, а не да ја зголемува дозата на лекот за смирување. Значи тоа е првиот сигнал. Тоа е првиот сигнал дека веќе почнува неефикасност. Вториот сигнал е кај голем дел од пациентите, значи може да се јават и одредени несакани ефекти, односно да се јават одредени стомачни болки, кај некој од нив значи се јавуваат главоболки, мамурлук во текот на денот, омалаксаност, неволноста повторно за живот и она помешани чувства на нели вознемиреност и депресија повторно кај овие пациенти знаат да се нели искомплицираат и да бидат повидливи и заради тоа кога ќе се пројават било кој од овие симптоми, значи пациентите дефинитивно не треба да одат кон нели посегнување на самостојна терапија, па дури и да е понекогаш и тоа и одреден додаток во исхрана. Ние велиме дека и додатоците во исхрана во денешно време имаат огромна моќ кај одредени пациенти да го постигнат максималниот ефект и токму и тие треба да се вклучуваат со голема предпазливост, поготоа кај пациентите кои што земат и останат тип на терапија. А дали одредена група на лекови за смирување може да доведе до деменција, доколку се употребуваат долготрено и кај повозрасна популација? Да, може да доведат и до деменција. Па заради тоа секогаш велиме дека употребата за овие лекови мора да биде контролирана и краткотрајна, затоа што тоа е сепак еден вид на симптоматска терапија. Ние делуваме на вознемиреноста која што се јавува, значи на нервниот систем, нервните завршитоци, ја опуштаме мускулатурата, меѓутоа рачунете што значи кога континуирано за една мускулна релаксација ние треба да внесеме лек. Значи секогаш мускулот ќе повторно во даден момент на грчке ја нели чека истата терапија, заради тоа сметаме дека тука мораме да ги освестуваме пациентите дека мора да се делува не на симптомот, туку на причината. Отворениот разговор кој што не секогаш можеме во аптеките, бидејќи сепак аптеките се место каде што ние можеме да дадеме кратки советувања и насоки кај овие пациенти, меѓутоа нивното обраќање кон матичните, а понатаму кон психијатрите или кај одредени млади луѓе понекогаш и доволен е посета на психолог за да се види проблемот и се соочат младите луѓе со проблемот, бидејќи лековите за смирување рековме дека симптомот го решаваат, меѓутоа не го третираат, коренот останува. И се додека тој не го решиме, значи ќе одиме кон хронична употреба на лек кој што треба да се користи краткотрајно. Ајде да проговориме за природните алтернативи кои што имаат ефект на средство за смирување. Дали науката има докажано дека одредени растенија, билки ќе го дадат посакуваниот ефект? Да. Имаме веќе повеќе научни докази за голем дел од растенија. Валеријаната за сите нас е добро позната дека го има истиот оној нели анксиолитичен ефект, односно ефект на смирување, па дури и на седација кога ќе се земе во малку поголема доза.
па го користат многу често и пациентите во облик на тинктура, например половина час пред спиење во доволен број на капки, значи делува дури и хипнотички, не само да делува анксиолитички седативно, туку го постигнува и ефектот на хипноза. Меѓутоа, она што треба да го кажеме кај валеријаната е повторно дека, бидејќи прави мускулна релаксација, тука мора предупредувачки да делуваме кај пациентите и кај оние млади луѓе кои што, нели, во текот на денот одат на работа, управуваат со моторни возила или работат со некои машини, заради тоа што премногу големото, нели, анксиолитичен ефект, односно седација може да ја ограничи нивната работна способност. И покрај тоа што се работи за природен извор? Покрај тоа што се работи за природен извор, меѓутоа е моќен извор на ефект на билка која што делува анксиолитично и седативно. Од друг аспект, не само валеријаната, тука и пасифлората, каде што имаме голем број научни докази за нејзиното, нели, делување на миорелаксантното и го прави релаксација на самиот нервен систем. Тука е лавандата. Лавандата дури има и лекови кои што во својот состав содржат екстракти од лаванди кои што делуваат исто смирувачки анксиолитично, па дури затоа многу често велиме лавандата може и како етерично масло во ароматерапијата да се користи кај пациенти кои што се вознемирени. Значи доволно мирисот да се почувствува за да се опуштат пациентите. Опуштање. Да, затоа може би ароматерапијата повеќе се користи во западноевропските земји и таа делува многу често и на лавандата како етерично масло на релаксација на централниот нервен систем. Да ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат со нивни прашања во програма на телефонскиот број што ќе биде испишан, односно е веќе испишан на екранот. Ние продолжуваме понатаму, ќе се задржиме уште малку на природните извори кои што имаат смирувачко и дејство на опуштање. Што е со кантарионот? Бидејќи тој може да се прима во различни форми, како чај, но и како таблета. Така. Може ли да има да влие позитивно кај депресијата? Да. Како антидепресив? Како антидепресив има ефекти, значи самиот кантарион има повеќе научни студии дека има антидепресивно делување и дефинитивно како чај концентрацијата на активните супстанции е многу помала, меѓутоа во таблетарен или капсуларен облик имаме голем број природни препарати кои што може да се користат, значи во третман на оние почетни депресивни состојби и многу често и голем дел матични лекари го препорачуваат кантарионот за третман на она почетна депресија. Но не во форма на чај, колку што ве разбрав. Не во форма на чај, затоа што тука концентрацијата е многу помала, меѓутоа хиперицинот има голема концентрација во таблетарен и капсуларен облик и го има на нашиот пазар како додаток во исхрана. Препораките сепак тука е внимателно, затоа што кантарионот стапува многу често во интеракции со одредени лекови, па заради тоа секогаш кога го препорачуваме како фармацевти, мораме да имаме увид што тој пациент зема и поготово го потенцира дејството на антидепресиви. Значи имаме пациенти кои што веќе земаат антидепресивна терапија, па кај нив дури и внесот на кантарионот како додаток во исхрана мора да оди полека, внимателно и знаеме дури имаме одредени ситуации каде што пациентите кои што постепено треба да се отстрани самата антидепресивна терапија, одат со постепено воведување и намалување на дозата на лекот антидепресив, а воведување на кантарионот се додека не се постигне оптимален ефект кај тие пациенти. Со кои други лекови кантарионот влегува во интеракција? Освен со анксиолитиците, значи делува со лековите за деменција, значи кај постарите пациенти влегува во интеракција со голем број на антибиотици, така да и пациентите кои што се во одредена акутен третман на некоја бактериска инфекција, исто така мора многу внимателно да се внесува кантарионот кај овие пациенти. Дали камилицата може да биде природен извор, односно на средство за смирување? Да, камилицата исто има научни докази дека може да делува на пациентите кои што се вознемирени. Чајот од камилица ни е нас добро познат дека се користи локално при одредени воспалителни процеси, бактериски и габични инфекции, меѓутоа освен тој антивоспалителен антибактериски ефект го има и ефектот на смирување. Значи постојат кај нас голем број препарати, поготово во облик на капки,
кои што може да се користат дури и кај оние пациенти кои што немирно спијат навечер или кои што почесто се будат, значи во облик на капки, а дури имаме и сирупи наменети за оние дечиња кои што се од најмала возраст, кои што имаат немирен сон, така да имаме еден препарат кој што се вика Calma Baby, толку за мирно спиење. Сепак според нас како фармацевти, кога имаме природни препарати, поготово во одредени состојби кои што се почетни вознемирувачки, можеме да пробаме со вакви препарати, меѓутоа многу е важно да ги препознаеме пациентите кои што не смееме самостојно да ги третираме, туку дека треба сеги веднаш да се обратат кај лекар, затоа што дефинитивно специјалистите, психијатрите се оние кои што можат брзо и ефикасно со одредени лекови да ја стабилизираат нивната здравствена состојба и затоа велиме колку побрзо делуваме, толку имаме подобри ефекти кај овие пациенти, меѓутоа што е можно пократка употреба и континуирана консултација со специјалистите заради тоа што секое самостојно прекинување на терапија може многу драстично да ја влоши состојбата. А дали магнезиумот спаѓа во категоријата препарат за смирување? Да. Магнезиумот исто така делува миорелаксантно и многу често велиме дека кога имаме грчеви во мускулите, секогаш велиме ни недостасува магнезиум. А бидејќи стресот и вознемиреноста, рековме, е пропратено со еден мускулен континуиран грч, дефинитивно магнезиумот го има дури и како минерал во голем број комбинирани препарати, каде што остан валеријана, меласа, пасифлора, хмелј, значи имаме и магнезиум, дури и витамин B6, кои што заеднички синергистички делуваат во ефектот на смирување кај пациентите. Кога станува зборот за витаминот B6, во каква доза можеме да го земеме, бидејќи кога некогаш е вознемирен, ќе рече ќе земам 5-6 таблети B6 да се смирам. B6 е во нормална, значи обично таблетарна доза 20 мг, меѓутоа имаме и B6 во комбинација со витамин B1 и B12 до 100 мг, така да дневната доза максимална која што можеме да ја дадеме кај пациентите е некаде од 100 до 120 мг, значи B6. Меѓутоа тоа не смееме континуирано долго да го применуваме и секогаш велиме дека B6 го има во комбинирани препарати каде што имаме шијалгија, невралгични болки, каде што треба мускулатурата да се опушти заедно во комбинација со B1 и B12. Меѓутоа и тука употребата треба да биде ограничена. Например, после 3 месеци пациентот мора да направи одредена пауза, бидејќи и овие витамини, доколку иако не можат да се предозираат, бидејќи се хидросолубилни и се елиминираат преку урината, сепак мораме да имаме ограничена употреба заради тоа што може да пројават и тие одредени несакани ефекти. Значи не може да бидеме безгрижни покрај тоа што се работи за некој секојдневен витамин, минерал или пак природен препарат. Имаме гледач, ќе му дадеме можност да го постави своето прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам од Крива Паланка и сакам да прашам нешто. Имам проблеми јас исто со депресија. Имам 45 години. Така. И кога е вака времето облачно, кога врне, ме болат сите коски и исто така целата снага ме боли и не се чувствувам добро. Ме фаќа паника, ме тера да плачам. Дали земате терапија за депресијата? Јас само поставила прашање. Дали земате некаква терапија за депресија? Да, земам Хелекс. Така, земате Хелекс. Тоа анксиолитик, добро. И сега прашањето претпоставувам ви дали може уште нешто да искомбинирате? Ете, баш тоа сакав да прашам докторката дали може да земам од валеријана што се таблетите. Денешната гостинка е фармацевт, а од аспект на фармацевт ќе ви даде појаснување, повелете. 45 години, вака би сакала да напоменам, бидејќи станува збор за женска особа, многу често периодот на перименопауза или менопауза кај жената е особено голема причина за вознемиреност, бидејќи кога естрогените паѓаат како хормони и дефинитивно тука се јавуваат и одредени оние, топлини, нервните завршитоци се поосетливи во секој случај и затоа кај овие пациентки
значи од женската популација, мораме секогаш да велиме периодот на перименопауза треба да бидеме многу внимателни и во употребата на овие бензодиазепини. Хелексот е лек кој што делува на вознемиреност и тој ја третира анксиозноста, меѓутоа не и депресијата кај пациентката, така да нашиот совет како фармацевти секогаш би било да сепак се исконсултира со матичниот лекар и доколку има потреба од одреден антидепресив, нели да се препорача, а она што можеме ние да го дадеме и како дополнување, повторно ќе напоменам со внимавање од нејзина страна и да се можеби вклучи во овој момент кантарионот, не толку валеријаната, бидејќи валеријаната е повторно во делот на лекови за смирување. Секако по 8 недела употреба спрема зависно од лекот, препаратот што ќе го земе, имаме различно потреби, имаме препарати што се пијат по 1 таблетка дневно или по 2 таблетки дневно, зависно од типот на производот. Секако по 8 недела да се исконсултира со својот фармацевт или матичен лекар да видиме дали оваа состојба нели на променливо расположение се подобрува и како се чувствува самата пациентка. Кај моментот на депресија, ние многу често депресијата ја врзуваме со врнежливото време, нели, со променливото време, секако она што можеме да го кажеме како фармацевти, а имаме и точни докази дека многу се почести пролетните депресии, кога од оној зимски сон се будиме благодарение на сончевите зраци, многу често статистиката вели дека најголемиот број на нели несакани самоубиства се случува токму во пролет кај овие пациенти. И секогаш велиме дека не смееме, поготово кај оние кои што одат кон самолекување и самостојно си ја прекинуваат терапијата, пролет е малку потешкиот период и секогаш повикот кон нив да се консултираат секоја ваква промена наглед на своето расположение, да ја споделат со своите фармацевти, матични лекари, за да се направи прилагодување на дозата и кај овие пациенти да се постигне оптималниот ефект. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, ве слушаме одлично, повелете. Да поставам едно прашање до гостинката, гледам многу интересна, ми интересира. Така? За ми објасни за лексилиумот, тројка примам понекад, редовно не го примам, а примам лексилиум тројка понекад. Така, да немате никакво прашање? Значи само по потреба го земате кога сте вознемирени, така, не постојано. Така, редовно не го примам, можеби неделата 2 пати примам некој пат. И сакам да прашам дали е тоа добро. И сакам уште едно прашање. Што има разлика меѓу лексилиумот и дизепамот? Така, имаме две одлични прашања. Сакам да прашам гостинката за природот лек, маточината, ја знам дека е од време била многу корисна за смирување. Гледам, не ја спомнувам маточината. Дали е тоа добро? Така. Одлично. Ви благодарам за убавите прашања, повелете. Одлично прашање. Значи лексилиумот спаѓа повторно во групата на бензодиазепини. Значи по состав е бромазепам и за разлика од диазепамот, значи едниот и другиот делуваат на нервниот систем, смируваат, меѓутоа диазепамот прави поголема мускулна релаксација, што не е случај кај лексилиумот. И добро е што пациентот спомнува дека не го зема континуирано, туку само тогаш кога има потреба, кога се чувствува вознемирен. Може би моја добра препорака како фармацевт е да понекогаш кога ја има потребата од лексилиум, место лексилиум еве да земе маточина, маточината ја спомна и токму и маточината има ефекти на како анксиолитик, бидејќи тој делува на габа рецепторите во мозокот и прави еден вид на релаксација на нервниот систем. Меѓутоа, кога зборуваме за комбинирана употреба, повторно ќе речам, може би повнимателно. Ако вознемиреноста е голема и не помага еден природен препарат, бидејќи пациентот веќе се навикнал на лек, лексилиумот е лек кој што знае дека му го опушта нервниот систем, може би е добра препорака да пробаме место лексилиум од 3 мг да се намали дозата на лексилиум од 1,5 мг, а сепак да се вметне некој природен препарат додаток во исхрана кој што ќе направи помалку штета, а ефектот ќе го постигне секако на релаксација. Значи во тој случај би можело да се направи некаква комбинација доколку лекот се намали по дозата, лекот се намали, така. Нешто од овие препарати што споменавте што се на природна база. Затоа што рековме дека еден со друг тие си го стимулираат ефектот и заради тоа секогаш кога велиме комбинираме некој лек за смирување со природен препарат, треба да се поднамали дозата затоа што тие во синергија делуваат и го постигнуваат ефектот во помали дози. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Повеќе рече негови прашања, на тие прашања треба да рече дали се убави докторката, се шала малку. Значи вака, за спиење што да се употребува, јас пошто сега уживам ко пензионер, сега вече гледам телевизија и не може да заспиам. Имаме сан се викаат чаеви и се добри. Да ја прашам, пошто нас на обука во старина ни вика за дрогите дека се опијати, а има толку опасни дроги, например, кои по 10 години може да делува и на разни врсти, само преку кожа што се прима, како вика мароканец, не знам какви. Зошто нема таква емисија, кратка водителка за дрогата? Така, сме имале емисии, само што очигледно не сте ја фатиле таа емисија, не сте изгледали, инаку за зависностите сме имале неколку изданија на Телма амбуланта. Немате такви емисии, немате. Не ме лажете. Така, ве благодарам за вклучувањето. Можете да погледнете на нашиот YouTube канал. Имавме неколку емисии за зависности, но секако може тоа да го повториме. А еве сега вие да дадете од нашата убава гостинка да даде неколку совети во однос на сонот. Во однос на сонот. Кога зборуваме за природни препарати, ние спомнавме камилицата. Значи ја имаме во облик на тинктура која што може навечер половина час пред спиење да се земе за еден мирен сон. Чаевите кои што ке пациентите се добри, значи не само нането и камилицата исто така делуваат на сонот, меѓутоа гледаме да избегнуваме поготово кај постарите пациенти навечер да се внесуваат голема количина течности заради тоа што пак ги тера на почесто мокрење и почесто станување навечер. Будење и спрекинат сон, кој што не ни е целта кога имаме поготово пациенти или луѓе кои што потешко заспиваат. Заради тоа препараките се освен што може да се земе значи екстракт од камилица, тука може би да се земеат и валеријана капки кои што рековме во поголеми дози делуваат малку и хипнотично, не само седативно. И дополнително можеме да ги спомнаме и CBD-то. CBD-то е уствари масло канабидиол од канабис нели индика, кој што нема наркотично делување, меѓутоа има миорелаксантно делување и може да помогне исто кај пациенти кои што се и вознемирени, меѓутоа и кои што тешко заспиваат. Освен тоа, ние можеме да дадеме голем број нефармаколошки советувања. Тоа значи дека пациентот навечер не треба пред спиење да гледа нели телевизија, затоа што самата светлост на дразба го буди мозокот. Односно, треба да имаме правило да барем едно 3 сати да бидат поминати од последниот вечерашен оброк, затоа што и полниот стомак и желудник дополнително го отежнува сонот, да немаме надворешна дразба, односно не светлина, не премногу бучава, едноставно треба да бидеме барем последниот час пред да легнеме со нели тивка музика, евентуално релаксирачка која што ќе го направи нели нервниот систем да потоне во сон и тука да спомнеме мелатонинот. Мелатонинот е дефинитивно многу битен затоа што тој природно исалачи како нели хормон, поготово веќе после 5 часот нивото на кортизолот опаѓа, се зголемува нивото на мелатонинот. Тоа значи дека нашето тело природно се подготвува за ноќта која што следи и тука за да овозможиме кај пациентите кои што недоволно заради надворешните дразби се создал мелатонинот за да предизвика природен сон, имаме и такви додатоци во исхрана кои што половина час пред спиење се земаат во облик на таблетки или во облик на сублингвални ленти кои што се ставаат под јазик и за половина час се предизвикува еден природен физиолошки сон. Меѓутоа, јас секогаш ќе кажам дека и додатокот во исхрана и лекот се земаат секогаш како варијанта доколку овие нефармаколошки советувања не помагаат кај пациентите. А дали природните препарати, додатоците на исхрана исто така може да доведат до толеранција на организмот кон нив? Да, може да доведат, затоа ја велиме валеријаната, например, препараките да се почне со 5 капки. Тие капки постепено се зголемуваат не повеќе од 30 капки доза. Што значи дека ние имаме првенствено и различни индивиди. Секој пациент реагира различно. Кај некои 5 капки ќе предизвикаат седација, кај некои 30 капки не може да предизвикаат седација или хипноза. Затоа секогаш велиме дека мораме да почнеме секогаш со пониска доза, за да видиме како таа има ефикасност кај пациентот, а постепено да ја зголемуваме дур неја добиеме оптималната доза. Кога гледаме дека максималната доза не помага, одиме кон промена на додатокот во исхрана. Заради тоа што и телото после извесен период дефинитивно се навикнува и немаме иста ефикасност. Но зависност нема да создадат.
Зависност нема да создаде, меѓутоа ќе создаде се додека, значи понекогаш плацебо ефектот кој што често го споменуваме, а е присутен и кој овие препарати, е дефинитивно нешто што е многу важно. Имаме пациенти кои што се зависни и сметаат дека не може да заспиат без таблетка. Психичка зависност. Значи таа психичка зависност понекогаш и доволно е кај тие пациенти таблетка без 6 да се напијат. Значи од 20 милиграми па да предизвикаме сон затоа што имаат, знаат дека се напиле таблетки и сега физиолошки сонот ќе биде присутен и ќе дојде. Заради тоа мозокот сметаме дека е нешто кое што треба да го негуваме и секогаш да му ја дадеме правата варијанта во која што верувам. Не верувам, имаме милион производи, секогаш велиме и сакаме да видиме кои се навиките на пациентот. Зашто имаме пациенти кои што веруваат во тинктури и капки, имаме пациенти кои што веруваат дека само таблетката која ќе испие веќе 30% плацебо ефектот е постигнат. И затоа велиме првенствено го даваме обликот во кој што пациентот верува за да го постигнеме 30% психолошкиот ефект, а понатаму оставаме оние 70% да делува самата активна субстанција. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сите убави појаснувања што ни ги дадовте поврзани со средствата за смирување. Благодарам, Марија, за поканата, задоволството беше мое. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 12 часот и 50 минути. Довидување.